Да, како што вели Ирена, немаат крај нашите разговори и за време на паузата отворивме неколку теми, но да го оставиме докторот да ни го одговори прашањето. Александра го постави, има ли лек за едно скршено, разочарано срце и дали може да се зајакне срцето. Сега зборуваме од еден психолошки аспект, колку менталното здравје е важно за негата на срцето, но исто така и физичкото срце. Може ли да се зајакне тој мускул преку исхрана, кажавте, спортување? Да, виде се, Ирена кажа преска многу добра реченица, вика, за да ние успееме во борбата во секојдневието, ние мораме да се негуваме самите себе. Љубовта према себе, не нарцизизмот, него сакањето, негувањето на телото, енергијата која што си ја удишуваме ние со мислата со која се будиме и легнуваме, е еден начин да ги форсираме мозокот да излачи ендорфини и останати хормони кои што се хормони на среќата, хормони на уживањето. Кои ќе лачиме такви хормони со позитивна мисла, верувајте, целиот метаболизам, вклучувајќи го метаболизмот на срцето, е во една, да речеме, хибернацијска фаза на функционирање, значи функционира лабово и мирно. За среќа во однос на физичките болести на срцето, кога зборуваме со инфаркти, денеска фармацијата и медицината отида многу напред да имаме соодветни лекови, медикаменти кои што ги земаат пациентите и за среќа нивна имаме подобрување во нивната контрактилност, ако било оштетено се подобро за 50%, што е еден перфектен начин како ние понатаму може да функционираме, па стигнувајќи до оние електрофизиолошки стимулации на срцевиот мускул. Во Македонија ги имаме перфектни електрофизиолози, доктори кои што имплантираат едни посебни девајси што ги фактички со електростимулација ја враќаат функцијата на срцето и за да на крај вештачкото срце како еден терминален стадиум на или еден бриджинг до трансплантација кој што заменува таа функција на срцевата работа за да пациентот или пациентот остане во една нормална функција на живење и функционирање. Така, ако треба еден заклучок да донесеме, да правиме убави работи кои што ќе ни донесат мала тахикардија од среќа, од возбуда? Па сигурно сите се сеќаваме како било првото симпатија, средбата со симпатијата, оние пеперутки во стомакот. Тоа е тоа што треба да си го живееме и денеска. Тоа мислам дека фали да вака насмеани, без разлика што имаме сите ние наши проблеми и живееме во секојдневното, сепак кога ќе почнеме да дискутираме, секој ќе си каже по една реченица или ќе си најде по една мисла кај што ќе помогне на другиот, сакајки или не сакајки. И тоа е таа емпатија што ја зборуваме веќе некој време дека во Југославија можеби ја имавме, сега зборевте вие за брод, за македонски брод, како ве пречекале. Тоа фали на човештвото, тоа фали на Македонијата. На македонецот фали она чувство што сти го гајме од ние во генетиката го имаме, да сме топли, да сме срдечни. Јас волам чувство на припадност, дека да, меѓутоа сакајќи да бидеме западот, сакајќи да бидеме Европа, ние ја изгубивме онаа топлина и онаа емпатија која што беше традиција за Балканот. Не се согласувам со вас, доктора, мислам дека уште ја негуваме, чуваме, можеби не е толку до израз како што било порано, но верувам дека се уште некаде длабоко во нас. Се надевам дека грешам. Се надевам дека грешам. Би сакал да грешам, да. Ирена, накратко што да направиме за да бидеме подобри луѓе, поемпатични, да ги разбираме различностите? За да бидеме секој е емпатичен во суштина само доколку не се плаши. Значи емпатијата е нешто кое што ќе се појави кога ние сакаме да му придеме, кога сакаме да го инклудираме човекот, а некој сакаме да го инклудираме некој кога ќе го разбереме, значи нема да го осудуваме кога ќе го разбереме. Тоа е, да речем, разбери, прифати, сака е нешто кое што јас обуката така би се нарекува, каде што прво треба да застанеме да видиме што е таа состојба, што е тоа нешто што се случува, кој е контекстот на сето тоа. И не треба кузне колку ние да вложиме за тоа да го разбереме. Потоа да го прифатиме тоа како такво. Значи да прифатиме дека некој едноставно живее поинако, дека некој еде поинаков и не само ние да се адаптираме, да речем до тука можам јас. Значи од никого не се побарува да прави нешто кој знае што. Јас многу често го за да биде појасно на луѓето, ќе се случи на автобуска некој да му се скине кесето со портокали и ќе се растурат. Да. Некој ќе потрча, ќе ги собира со некој, другиот ќе помине
може би се срами да се наведне, некој само со ногата вака да не отиде протоколот на улица, ќе го сопре, секој прави по нешто. Сите ние сакаме нешто да придонесеме, но нели, јас се идентификувам дека јас сакам да помагам, другиот вика јас мене ми е срам да се наведнам, иако сакам да помогнам. Третиот вика чека бе можам јас толку, колку можам толку, ногата, нели, не можам да трчам. Да. Ние мора да разбереме дека тоа е инклузијата, тоа е инклузивната свесност. Треба да ја имаме, значи инклузијата како системска алатка, нели, имаме рампи, лифтови така натаму, не е тоа кое што ние треба да го гледаме, е инклузивната свесност дека јас можам да ти отворам вратата на тебе. Таа е емпатија. Тука малце некако треба да размислиме поинаку. Така, верувам дека сите овие совети кои што ги упативте до нашите гледачи, ќе ги примениме и сите ние, не само гледачите и сите. Треба само свесно, присутно да подзастанеме трошка и да се обидеме, затоа што никој не сака да биде осудуван, како што ние самите воопшто независно дали попречени, не попречени, секогаш еле зашто ве така збори за мене или како ме гледа и така натаму. Ако ние не сакаме да не осудуваат, зошто би сакале ние да осудуваме на друга страна? Така, пред да ги погледнеме фотографиите, накратко Олја, само ја спомнавме сагата за Рајна, еден од вашите најпродавани сега романи, базиран на вистински настани и вистинска животна приказна. Сега ја немате во моментов да ја покажеме, но тоа е приказната за Рајна Алексова, која што била првата школувана аптекарка, не само во Македонија, туку на Балканот. Од каде воопшто инспирацијата за првата школувана аптекарка на Балканот? Така, прво да кажам за мене дека јас се занимавам и ме интересираат различни тематики и работи, така да осегде фаќам по нешто. Не сум постојана ниту во пишувањето, да кажам дека, например, пишувам исти жанр. Секој пат моите книги се во различни жанрови, така да досега да кажам дека пишувам поезија, детска литература, имам напишано новела која што обработува една тема социјална како што е булингот, која што е наменета за ќе кажам тинеџери најмногу. Потоа Најсладкиот филџан кафе, кој што е исто така еден роман за млади девојки, да кажам, од кои што би можеле да научат нешто. Потоа овие две книги, кои што се психолошки трилер, имам напишано една драма и Сагата за Рајна, кој што е историски роман заснован на вистинска животна приказна. Неколку пати јас досега имам зборувано за Рајна. Јас сум љубител, еве ќе ги пофалам на утринските програми. Јас гледам телевизија, не сум од луѓето што не гледаат телевизија, а особено сакам да ги гледам утринските програми, ги гледам скоро сите телевизии. Така да кога вака сега дојдов кај вас во емисија се запознавам, мене јас вас како да ве познавам, да ве знам и покрај тоа што лично не се познаваме, бидејќи ве гледам. Така да, зошто ги гледам овие? Затоа што ми се на некој начин културен информатор. Значи јас многу работи дознавам. Благодарам, се трудиме на вистина. Од утринските програми, така да за Рајна Алексова дознав од утринска програма. Во Браво. Не знам, значи не посучувам сега која телевизија, значи беше на денешен ден народена Рајна Алексова. Океј, добро. Имаше на времето. Да, првиот пат. Ако зборувате одамна. Така, и јас се сеќавам. Македонска радиотелевизија се уште почитува да опишат ликови кои никогаш постоеле и оставиле печат во општеството и често пати знаат да издвојат култни имиња кои за жал ги имаме подзаборавена, а оставиле низ историјата печат. И мене ништо не ми значеше тогаш Рајна Алексова, слушнав тогаш дека била некоја аптекарка, дека била значајна, ете зошто прво во време кога голем дел од нашиот народ бил неписмен, таа завршила и универзитет во Лозана, зборувала француски, не била од некое семејство, да кажам, кој што не можела да биде од некои, не знам, образовани родители или нешто, меѓутоа таа нејзина желба да учи, да се образува понатака, да помага. Книгата офаќа и денеска пак ќе кажам некои социјални моменти, например иселувањето на младите. Таа отишла да учи во странство во тоа време, меѓутоа се вратила назад. Зошто тука да помогне, да действува тука. Направила многу работи, значи замислете, земала дозвола од Валијат и да Лукас да работи, жена во тоа време, да кажам, се занимавала со предприемаштво.
Значи да сака да работи, да постигне, да имала поддршка, братот многу ја поддржувал, нели се тоа. Меѓутоа таа приказ на мене ме импресионираше. Особено што наредната година повторно на истиот ден слушнав на овој ден е родена Рајна Алексова. И тога знаев дека тоа е знак. Знак. Да, знаев. Значи претходно исто имав пишувано и решив малце повеќе да прочепкам, да истражам. Колку имаме достапни факти за чувано, колку постојат, ете, ако сакате да истражувате за некои луѓе, колку тоа ни е достапно во универзитетските библиотеки кои за жал се уште не ни се можеби дигитализирани на начин на кој што посакуваме. Почнува тоа сега, меѓутоа јас дел од податоците од значи археолошкиот музеј во Битола, каде што се чуваат нејзините како се викате специи за рецепти, како што се пишувани нели рачна, фактички подготовката на галенски лекови, голем дел од нив се на француски, јас не можев да разберам, меѓутоа доволно ми беше да ги видам. Друга работа е што секој пат може, доколку сака семејството, нели, да се вклучи. Во мојот случај тоа сакаше да се вклучи. Они беа во потрага по незината диплома, односно преписот на незината диплома од Универзитетот во Лозана. Таа е од првата генерација на студенти во тоа време, единствено женско. Така да тие се уште денеска го чуваат, се чуваат таму тие, мислам, она завршила 1906 година. Дипломирала, значи се уште ги чуваат документите. Друга работа е што во тој период кога се случува нејзиното образование, мислам, Македонија се наоѓа во една, да кажам, политичко-историска ситуација каде што нели контурите на оваа држава не се исцртани такви какви што се денеска. Ова е еден административен простор кој што е управуван од други сили. Така да кажам дека ништо, нели Битолчанка е, не го спомнав тоа, ништо од таа документација не е зачувано на нашите простори. Тие се земени како што се публикувала, значи да кажам, бугарската администрација во тој период кој што нели тој дел бил под нејзино владење, Битола, така да целата документација е однесена и земена и се наоѓа во Софискиот архив, значи се чува нејзината оригинална диплома, меѓутоа јас преку социјалните мрежи, ете, мислам, многу се корисни, јас веќе кажам, да, можеби ако сакаме да ги користиме позитивно. Да, ако се сака да се користат позитивни, се корисни. Јас ги користам за прво комуницирање со луѓе кои што повеќе не живеат, тие се мои пријатели кои што живеат во странство, јас немам време да се гледам со нив и да се состануваме, меѓутоа јас го следам нивниот живот, тие го следат мојот живот, во постојана комуникација сме, значи за дознавање на одредени информации, така да еве преку социјалните мрежи јас се сретнав со внуката на Рајна која што живее во Љубљана. Огромен поздрав до неа. Така, што дозволила да влезете во нивниот живот за да го раскажете ова низ роман. Кој е следниот македонски лик кој што можеби ви импонира, ви оставил некаков печаток и би сакале вака да го вклучите? Ја не знам дали ќе се врзам сега за некој лик, меѓутоа нешто на што работам во моментов, мене историја посебно ме интересира. Јас, значи, едно од прашањата кога Бисера ми ги достави дека можеби нешто ќе ме прашате, дали офаќам некои актуелни социјални теми. Да, можеби се провлекуваат кроз моите романи, меѓутоа мене посебно ме интересира историјата и не само нашава македонска историја, него и поширока. Зошто? Затоа што мислам дека ти ќе напишеш еден, зборам од аспект на писател, ќе напишеш роман кој што е психолошки трилер, некоја романса. Да, тоа е интересно во моментов и можеби на човекот му помага да излезе од едно секојдневие. Меѓутоа, нешто што остава трајна вредност, тоа се според мене се да кажам историските романи. Зашто? Затоа што го доближуваш некое време кое што поминало до сегашните генерации, затоа што не секој и не секој има време, нити пак учиме нешто на училиште кое што ти останува во долго сеќавање. Меѓутоа јас имам прочитани историски книги од кои што многу сум научила. Ми се случува на пример да читам, па чекај сега да застанам, па чекај ќе отворам, па ќе прочитам, па ќе го прашам и ChatGPT дали тоа навистина е така. Добре, и новите алатки. Да. Мислам ги користам за книгите, ми помагаат многу. Верувам, сите ги користиме.
нови талантки. Така. А инаку, значи, така да следните две книги ќе бидат историски, дел се поврзани, значи, со моето семејство од мајчиниот таткова страна. Значи, мајка ми е родена тука во Македонија, меѓутоа не е македонка по потекло, а татко ми е стар скопјанец, така да, значи, ќе ги опфатам, би сакала за Старо Скопје да пишувам, некоја приказна која што може би би измислила, може би била вистинска, ќе видам, што значи дека следните романи ќе бидат повторно историски со, да кажам, некоја реална животна фикција и измислена љубов или нешто. За Старо нешто. Скопје може да пишувате за срцата на Врмало, има за Шапкар, за кој што не е раскажана приказна, дополнително можеме да ви споделам и факти за истото, така да. Се вратите кај Александра. За информации. Ова ќе биде втората телевизија која што ќе ве инспирира. Наистина убаво е да се вкоричи нешто и да остане спомен за идни генерации, особено за оние кои го сакаат пишаниот збор. Па јас ќе кажам дека ние писателите покрај тоа што сам сега да кажам писател, да пишувам од хоби, не ми е тоа професија, меѓутоа тоа е моето тајно и скришно место каде што јас секој пат сакам да побегнам од секојдневието и од реалноста. Таму се чувствувам сигурна и убаво ми е. Меѓутоа, зошто сме ние особено важни, ќе кажам, за секој оно што твори на својот мајчин јазик. Ние оставаме културно наследство. Значи нешто што ќе остане за оваа држава. Можеби тоа не го правиме свесно во моментов дека јас тоа го правам за да оставам нешто. Не, јас го правам тоа зашто мене тоа ми е желба и тоа ме инспирира и ми е убаво да го правам. Меѓутоа, ова останува. Некои идни генерации понатака ќе читаат дека некои си, не знам, македонски автори кои што живееле од таа до таа година пишувале на својот јазик, на македонски. Само доволно за сагата за Рајна. Ова беше еден краток повод само да ги подсетиме гледачите дека може да ги прочитаат. И оние што не ја прочитале досега да ја прочитаат. И така како дадовме причина повеќе. Пишува за нашата историја, за кажавме една од аптекарките кои што дипломирале на Балканот. Може да ги погледнеме единствено. Може да ги погледнеме и фотографиите доколку се спремни, бидејќи зборувавме со Олја, нека бидат од Олја. И да видиме како вие го поминувате слободното време, сите вие кои што сте ни гости, освен работата која што создава многу стрес, доктора, што ве опушта, што ве релаксира. Олја? Супер што ја пуштевте оваа слика прва, оваа фотографија. Значи, за нас познато. Да, вака ја ќе кажам дека Ирена, нашата денешна исто така гостинка, ми е познаничка од хорот Фрида. Така. Исто да кажам ете дека покрај тоа што пишувам, хоби ми е и пењето, многу сакам да пеам. Многу бев радосна пред 2 години кога се приклучив на хорот. Јас Сузана која што го води хорот и која што е диригентот, ја запознав преку книгиве, кои исто бев поканета во една утринска емисија, така да преку книгите така се запознавме, меѓутоа подоцна кога видов дека ете организира вакво нешто, многу ми беше драго. Значи ја не дека сакам да станам некој професионален пејач, меѓутоа ете така убаво ми уживам да пеам. И она ни го дозволува тоа, си пееме, си учиме песни, многу убаво, има многу убава енергија, се дружиме, значи не е само пењето, еден вид на музикотерапија, има, значи доаѓаат женскиот хорот, нели само жени сме, од најразлични генерации, од најразлични, да кажам, средини дојдени, меѓутоа таму тоа ништо не се гледа, многу убаво сите функционираме, работава зошто музикотерапија, дека нели музиката лечи, на некој начин. Но и патувањата лечат, имаме следна фотографија од патување. Тоа е исто следно што сакам многу да го правам. Секоја значи слободна прилика и време го користам за патување, кога со семејството сите заедно, меѓутоа најдобар партнер за патување е мојот сопруг, значи кој што секогаш ме поддржува и сака да иде и да прави тоа што јас го сакам, бидејќи јас не сум едноставен човек, да кажам, јас сум човек кој што многу сакам, многу барам од животот, меѓутоа многу барам и од моите домашни. Да, значи ги форсирам, да кажам, например, еве, одмор со мене нема одмор, идеме на одмор и сега ќе лежиме, мојот одмор е активен и мојот одмор кога ќе се вратиме сме уморни од одморот. Значи ни треба да се одмориме. Можеби има вклопено во тие во цел ден, не знам, еве да кажам 2 сата
бањање, малце лижење на плажа, се останато е читање, сакам да ги посетувам, ова е во Јапонија, бивме на Сакура на цветање на јапонските цреши, ова сме прослава на 50 роден ден кај моја многу добра другарка која што Во Охрид? Да, во Охрид сме, во Охрид сме. Имам, да кажам дека сум среќна, дека имам многу пријатели на вистина и не знам како би живеела без нив. На вистина ми помагаат, многу имаме долги разговори, гледам секоја недела да одвојам по 2-3 часа слободно време да можам да се сретнам со нив, со дел од нив и соработувам, така не наведете, да кажам, животниот пат. Еве и ова сме на некоја прослава, значи имаме сега тако друштвото по пески, некако на кај пески, па тие јубилеи. Да, се обележуваме. Да, обележуваме ние се така, се обележуваме. Родендени, јубилеи, во друштвото имаме ете од друштво баба и дедо стана, значи браво. Така да, и тоа ете за поздравување. Така да, значи сакам да шетам, не затоа што нели сакам колку само да ми се каже тоа да ми се обележи на картата на мапата, да, сега ова сум го видела ова место. Не, напротив, многу ми е битно да ја запознам културата, да видам какви се луѓето, значи ги посетувам музеите, ме интересира нивната историја. Не сакам да идам по некои големи ресторани, него баш по мали некои локални ресторанчиња кои што се водени, управувани од одредени семејства, значи кај што ќе се вкуси домашна храна, тоа што е нешто традиционално, затоа што сето тоа ти останува. Супер, убави се сите патувања, да видиме докторот дали сака да патува или на друг начин го одмара мозокот, ќе кажам, одмара после долгите прегледи кои што ги има во болницата. Може да ги видиме фотографиите на докторот. Евеќе. Ова е една ситуација, ова е господинот пред 2 години, човекот е 10 години постар од мене, кошаркар од Југославија, од Валјево. Така. На утакмица ме натрача, ме растори технички и после утакмицата човекот доби срцев удар, имаше реанимација во Суботица, беше ситуацијава. Да, и среќа остана жив после таа долга реанимација. И оваа година исто во Суботица дојде да се поздравиме само во Белград ова, да се поздравиме, ова е така еден емотивен момент каде што спортот, професијата и животот ќе се соберат во едно и благодарејќи на моите колеги и другари кои што беа таму ме извикаа да отидам во ситуација да го спасим овој човек и денеска имаме едно поголемо семејство во Валјево, да речеме. Така. Може да следним фотографии да погледнеме. Да, ова е нашата фудбалска екипа која што се надпреваруваме во општинската фудбалска лига во Штип. Ова се мои другари кои што играме фудбал може повеќе од 15 на години. И мислам дека сме најстарата екипа која што настапува на во таа фудбалска лига. Ова е Го споменавте каратето? Да, дори 14-15 години од животот поминав во карате, што вика сопругата, вика па ти повеќе не си каратист бил него ли што си каратист, цело време зборува за карате, али тоа е еден период од животот каде што учите ред, дисциплина и хиерархија и тоа многу помага понатаму да функционирате и да напредувате или да се дружите. Ова се нашите средношколски денови. Сега видов кај Олја како се дотеруваат, ова ни беше еден ден, ради тоа што имавме еден коментар од еден професор дека сме многу несериозни и наредниот ден дојдовме сите машките во оддела со вратоврски, а женските во балови со наочари, со актовки, така да изгледате сериозни. Бевме сериозни, тоа беше една прекрасна генерација. Сите се доктори, некои се во Америка, за жал некои има овде и не се присутни меѓу нас од здравствени причини, меѓутоа генерално една убава генерација која што до ден денеска се дружиме сите. Браво. И сме или кумови или пријатели, помашини, испреплетени сме секако. Така да тоа е една големина, ова е еден класичен работен ден во клиничката болница Штип, каде што еви вчера имавме една перфектна интервенција на една господја со запушена артерија на ногата. Перфектна екипа каде што од болничарите па до докторите сме усогласени. Ова е
ветеранската кошаркарска екипа во Штип, каде што генерално одиме по ветерански турнири 2 пати, 3 пати годишно низ Европа. Значи, благодарејќи на ја не сум кошаркар, меѓутоа баскетџија, али пошто многу ги тепав физички, зборувам, бев агресивен. И ЛНГ што викаме во Штип ние ме зема во ветеранската екипа и денеска се дружиме, сега февруари ќе одиме Сараево на еден ветерански турнир на каде што ќе настапуваат скоро цела бивша Југославија и ќе имаме едно убаво дружење. Да, обединување, да. Следна ни е Ирена, да видиме Ирена како малку од незиното слободно време кое го има, го поминува. Ова е еден од настаните на денот на аутизмот, затоа што јас во изминативе скоро 7-8 години ги организирам сите скоро настани кои што се за лица со попречености воопшто за инклузија, така да ова беше еден многу убав настан каде што цела публика играше. Ми беше толку драго што се вклучија секој на свој начин. Така да ова е тој правец на организирање на настаните и зумба секако. Ова е една огромна трамболина и е во Хрватска. Со децата бевме во едно екосело, затоа што во тој период кога, да речам, Ава имаше годинка и нешто, сакавме да живееме некаде така далеко. Значи ова е во Блатоша и таму останавме 28 дена во природа. Првата продавница на 10 километри од нас и мислам дека едно такво прекрасно искуство каде што доручекот беше дудинки од дрвото, ручекот беше нешто каде што ќе најдеме природата, значи една сосема друга димензија на живење, која што ми даде на мене едно сосема друго чувство како може да се живее и надвор од градот и надвор од сите работи. Така едно прекрасно искуство. Така, следна фотографија. Ова е зумба час, мастер час, каде што мислам дека насмевката не ми се симнува од првата секунда до крај. Значи мене мускулите позади тука во главата ме болат кога ќе заврши зумба часот, затоа што имам насмевка од крај до крај. Овде јас ги водам, значи има неколку инклузивни песни во кои што целата сала, значи типични се луѓето кои што се тука, ја следат таа инклузивна, да речам, представа. Овде исто сум волонтер на посебна има, значи, веќе неколку години, 4 години поред, се одржува в пливачки надпревари, каде што и лицата со попреченост, каде што и син ми исто работи, плива, па јас волонтирам таму. Ова е таа сала каде што го држиме часот, каде што танцуваме, вежбаме, секој на свое место седи, така натаму, значи, ова е дел од тоа што го правам скоро секој ден. Ова се учителките од градинките низ цела Македонија, со кој што работев некој време и предавав. И ова е мојот подкаст, кој што го почнав предходната година во декември, не, пред една година, но со средствата од USAID кој што Трамп рече дека стоп, па малку подзастанав, затоа што Радио МОВ ми беше поддршка, исто така и они затворија, да речам, како и многу други невладини, но нешто кое што ќе продолжам да го правам, така, сега само уште малку да се подприберам, да речам, со енергија и со сила. Така. Јас благодарам што ни ги испративте фотографиите, ве видовме во едно поинакво издание, тоа е дел од Александра, нашата емисија кога ги запознаваме гледачите со нашите гости во приватно светло, но и да не заборавиме нашата игра со личињата. Да, на крај да ги изненадиме со интересни прашања. Треба да влечете прашање, да, и ве ставаме во одредени ситуации. Да, Ирина? Да, ставаме во одредени ситуации или предизвици. Ирина, да започнеме со вас, прочитате го на глас прашањето и одговорете него. Кој дома кај вас одлучува што ќе се гледа на телевизија? Ние немаме телевизор, значи. Физички немаме телевизор, а на социјални мрежи? Што најмногу ви задржува внимание, или на YouTube, емисии, канали, дали гледате? Па и други национални програми. Ако веќе нешто заеднички правиме, гледаме некој филм заедно. Хери Потер е така. Нели, таа боја да безвременски, кај што ако сакаме сите да се одмориме заедно, гледаме таков некаков филм на компјутерот, не на телевизија. Супер, и тоа е дел од демивната идила. Како би го поминале денот ако исчезне интернетот на еден ден? Знаеме. Неколку наврати не навративте и во Југославија, време кога не постоја ниту интернет конекции, зборувавме на телефон со жица, така да. Мислам дека ако го снеме интернетот на еден ден, ќе колабира целото општество. За жал. Ради тоа што кога учевме медицина, мене ми губев по цел ден за еден збор да го најдам по книгите.
Меѓутоа, тоа што ќе го најдев, никош нема да го заборавам. Преди тоа што сум изтрошил 24 сата читајќи. Денеска, благодарејќи на интернетот, ChatGPT, Artificial Intelligence, добиваме информации на тацна, како ги добиваме, така ги губиме. И не стануваме, за жал, пасивни. Меѓутоа, во мојот живот, интернетот е битен кога треба да одговорам на прашања на пациенти, на овие социјални мрежи, на Вибер и така натаму. Меѓутоа, во суштина, денот го поминувам без интернет, бидејќи сум или во ангиографска сала, или сум во ехо со пациентите, или сум во нашата мала вежбална во куќата со децата. Така да интернетот гледам дома, кога ќе дојдам дома да го користам што е помалку, и затоа знаат моите пациенти дека во 12, 1, 2 ноќеска одговарам на пораќите, ради тоа што делот измеѓу се трудиме да го користиме за социјализација и за Колку вашите деца користат телефони и социјални алатки? За жал премногу. За жал ќе кажам премногу, и покрај тоа што пробуваме, нели, да ги ограничуваме, имат и опции по 2 сата, меѓутоа они се така добро адаптабилни на средината. Ќе користат 2 сата од нивните телефони, пак е бабите ќе отидат, пак е дедовците ќе отидат, пак е братучедите. И они се целда на телефоните во суштина, така да, за жал, ако не им ги даваме телефоните, пак ќе бидат различни во училиштето, ради тоа што другите веќе се деца со телефоните и нагоре високо, надолу длаво, кој ви га велиме ние во Штип, не сум најпаметен и не знам точно кој би бил правецот за децата, што би требало да правиме ние како родители, меѓутоа би требало да имаме заеднички консензус дека не треба да користат телефони. Да. За жал, мојата ќерка има телефон во школа, а не треба да има телефон. Но сега има многу училишта кога веќе ги одземаат телефоните, да, не ги ставаат на вратата, додека трае наставата, без телефони, па кога си одат им ги враќаат. Мислам дека треба системско решение. Да, немаме време. Олја, на крај останавте уште вие со прашање. Јас едно прашање, како треба да јадете едно исто јадење цел месец, кој би го избрале? Воопшто не сум гурмен, да кажам. Добро. Ова ми е неважно. Мама, ако треба да кажам, не знам, салати, месо, нешто така. Салати и месо. Одлично. Јас ти благодарам што бевте наши гости. Верувам дека убаво си поминавте со нас, со мене и со Александра, дека повторно ќе не гостувате, имаме уште многу теми со сите вас. Да ги посетиме во Штип. Да ги посетиме во Штип, цртежите да ги видиме на децата. Може, Олја, во Штип да дојдете во Безистенот, може перфектна промоција за книги. Да знаете, имаме перфектно место во Штип, се вика Штипски Безистен, тоа е останато од турско, меѓутоа е перфектно место за една промоција. Таму правиме. Што сме ветиле јавно и ветено. Така, докторе, Штип е отворен град и многу топол град. Кога ќе излезе новата книга, сега овие се, мислам дека веќе доста промовирани, не ќе излезе нова книга Здравје Боже. Следно во Штип. Да, во Штип може така. Многу ми се допаѓа кога нашите гости создаваат пријателства во нашите емисии, затоа е утренска емисија да се расположиме да испиеме едно кафе заедно со вас и да дознаете многу информации.